Добро, јас малку сакам од еден подруг како да се осврнам на предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот за заем за финансирање на проектот на ЕСМ за транзиција или соларни фотоволтаици кој ќе се склучи помеѓу Европската банка за обнова и развој и акционерското друштво за производство на електрична енергија. Прво, сакам да напоменам дека целта на проектот е да се помогне на земјата во постигнување на европските норми за емисии на стакленички гасови и еколошки цели и заложби на Република Македонија. Истиот ќе има позитивен ефект врз животната средина, бидејќи со пуштање во употреба на фотонапонските електрани Осломи 2 со моќност од 10 мегавати и Битола со моќност од 20 мегавати ќе се намали производството на електрична енергија од термоцентралите, со што нема да има штетно влијание врз животната средина и така натаму. Зошто започнувам со ова? Околу постигнувањето на европски норми за емисија на стакленички гасови. Мислам дека своевремено бевме обврзани и ние, како и другите држави во Европската Унија, да имаме производство на електрична енергија од алтернативни извори во висина од 20%. Но сега ќе ве потсетам на една друга работа која што се случи пред отприлика месец и пол дена со одлуката на Европската комисија, на која што за жал во Република Македонија многу малку и се посвети внимание, а се однесува на напуштањето од страна на Европската Унија на зелената агенда во насока на обезбедување, односно проширување на земјоделското производство, односно производството на храна. Од таму се донесе и одлука за реактивирање на термоцентралите и евентуално на нуклеарните централи за производство на електрична енергија, која што е дефицитарна на пазарот, од причини кои што на сите ни се познати. Згора на сето тоа, со изворно високи финансиски средства, започнаток од 5 милиарди евра, се интервенира во земјоделскиот сектор околу напуштањето како еден од еколошките елементи на необработување на земјоделско земјиште, кое што беше под угар, а станува збор за 5 милиони хектари, истото да се стави во функција за производство на храна. Уште поголем проблем, доколку се имаат перцепциите во следниот период, кој што ќе биде позагрозачки за стандардот на граѓаните, отколку висината на електричната енергија или начинот на добивањето на електричната енергија. Сакам да направам тука анализа на состојбата во која што се наоѓа нашата држава. Доколку самата Европска Унија се враќа на конвенционалните извори на производство и начини на производство на електрична енергија, секако тука не се исклучуваат и ветерните паркови или соларното производство на електрична енергија, но акцентот се дава во репарирање на постоечките системи од хидроакумулациите, термоелектраните, особено во Франција и во Германија и во сите генерално држави членки на Европската Унија и евентуално вклучување на нуклеарните централи. Значи се оди надвор од претходно донесената политика, зелена политика, односно заштита на животната средина во следните 10 години. Ние сега се задолжуваме со 25 милиони евра, односно ние гарантираме, а знаеме дека државата ќе ги исплаќа овие средства, затоа што од една доходовна компанија, како што беше ЕСМ, сега е сведено на
компанија која што произведува загуби и од тие причини не сме доволно убедени дека навистина овој кредит кој што ќе го земе и ќе биде во кондиција, во можност да го исплати. Јавноста треба да знае дека нам од утре сериозно ни се закануваат високи цени и сериозно ќе се удри врз джебот на просечниот македонски граѓанин со зголемување апсолутно на се, особено на прехранбените производи. На претходната седница, пред 2 часа, 3, ние изгласавме сите заедно еден закон, односно законска решение, кое што ќе има сериозни последици во развојот на македонското земјоделство, односно во стабилизацијата на секторот и во зголемувањето на храната, на производството на храна. Отаму не би сакал да се навраќам на елементите во законот, значи јас сум само од аспект на земјоделско производство. Многу лесно земјоделските површини ги трансформираме во градежни на кои што се поставуваат соларните електрани. Многу неодговорно се однесуваме кон постоечките хидроакумулации. Не знам дали воопшто Комитетот за високи брани има увид во состојбата на хидроелектраните, во каква кондиција се, но без оглед на тоа дали се стабилни, дали не постојат опасности за од нивна деформација, толку се испразнати акумулациите, да чинам дека и нема ни потреба да се контролираат високите брани. Сакам да кажам дека наместо да се задолжуваме и да се вложува во, тоа е моje мислење, но мислење и на луѓето со кои што имам со граѓаните разговарано, дека овие средства би било подобро да се вложат во реконструкција на постоечките системи и во нивно ставање во функција, затоа што од друга страна треба да бидеме свесни дека соларната енергија во суштина е скапа енергија. Она што претходно како зачеток беше околу нивното поставување, интересот кај тие кои што инвестира во фотоволтаиците беше во субвенциите кои што државата ги даваше, се со цел да се достигнат тие 20% на производство на електрична енергија од алтернативни извори. Сега веќе ситуацијата сосема подруга, ние треба да идеме на стабилен извор или стабилно производство кое што ќе ни гарантира прво производство на електрична енергија, второ кое што ќе ни гарантира пониска производна цена за да можеме да ја амортизираме високата цена на увозната струја, затоа што ние треба да бидеме свесни дека во догледен период нема да бидеме во ситуација самостојно да произведуваме електрична енергија. Ама од друга страна не смееме да ги оставиме граѓаните гладни или да имаат средства да платат трошоци за електрична енергија, а да немаат пари да се прехранат. Затоа сметам дека би требало малку повеќе да се разгледа политиката на земјите членки на Европската унија, нивната последна одлука во март месец, која што има донесено токму во овој дел, и од тие причини да се раководиме според нивните одлуки, кои што сметам дека би можеле навистина да се имплементираат во Македонија. Ова со што сега го зборуваме, околу висината на производството, односно средствата кои што по мегават би требало да се прелеат, да се сметаат преку овој кредит, ни зборува дека и на онака високото и скапо производство на електрична енергија преку фотоволтаиците, ние дополнително за добри 30% плаќаме повеќе од тоа што е предвидено. Наместо 600-630 евра за мегават час, плаќаме околу 850-900 евра. Затоа пак би напоменал дека треба многу повеќе да се занимаваме со производството на храна
Реплика пратеникот Коле Чаракчиев, повелете.